На 24 март да добиеме локална власт каква што граѓаните заслужуваат, а со тоа да ја отвориме вратата за предвремени парламентарни избори, порача пратеничката Радмила Шеќеринска на собирот кој го организираше Сојузот за иднината, предводен од СДСМ во Тетово. Секој трет човек во Македонија е сиромашен, а буквално секој е презадолжен. Ако досега не сте зеле кредит, не грижете се, Груевски за вас го сторил тоа, рече Шеќеринска. Во Македонија секој трет е сиромашен, а секој, ама буквално секој, е презадолжен. Ако мислите дека можеби сте раак затоа што не сте земале кредит и не сте чукнале на портите на банкарите, не се секирајте. За вас и за вас Груевски исто земал кредит. Земал кредити на ваше име, земал кредити на име на вашите деца, веќе зема кредити и во име на нашите неродени внуци. Само во последниве 3 месеци, од моментот кога опозицијата замина во Македонското собрание до денес, оваа власт се задолжи за нови 1 милиарда и 200 милиони евра. Јас не можам да го кажам овој број. Не можеме да седнеме заедно сите нули да ги изброиме, ама тие веќе ги зеле парите. Нема вода за пиење, здрава и чиста. И велат парите се многу, 2 милиони евра. Замислете, за тетовската вода за тетовчани нема 2 милиони евра. Ама за еден мост оградата во Скопје, за тоа има 2 милиони евра. Не сработени, и тие се позаимени. За 4 лава во центарот на Скопје се потрошија пари со кои може да се изградат 50 селски водоводи. На митингот во населбата Певчина зборуваше и кандидатот за градоначалник на Тетово Ивица Зориќ, кој изјави дека потекнува токму од стариот дел на Тетово и ги знае проблемите на граѓаните, кои само заеднички може да се решат. Мене ми е посебно драго што може најпрви во оваа кампања на вас да ви се обратам, затоа што јас потекнувам од овој дел на градот. Сите овие сокачиња ми се познати, многу од вас кои што ги гледам денеска тука со мене играле, сме се движеле низ овие сокаци и ги знаеме проблемите на градот. На видеобимот имавме можност да видиме како изгледало Тетово, но ние знаеме во нашите срца и души како Тетово живеело и Тетово било град со препознатив имидж. За жал, Тетово е во таква состојба за која што пред малце зборува нашите кандидати советници. Се надевам дека ќе излеземе во голем број и ќе успееме да ги победиме, затоа што тоа не се само локални избори, тоа се избори за подобро утре на Македонија, за иднината на Македонија, а Македонија тоа го заслужува. Носителот на листа за советници Љупча Постоловски во својот одговор рече дека сите не засегаат исти проблеми кои произлегуваат од секојдневието, но решението не доаѓа само по себе. Затоа на нив треба заедно да им придеме, да се договараме и да ги решаваме. За подобро живење на нашиот народ, односно жителите на општина Тетово. Сите заедно со реални и остварливи проекти ќе создадеме услови за пристоен живот кој го заслужува овој народ, граѓаните на Тетово. На собирот зборуваа и кандидати за советници, како и представници на останатите партии од Сојузот за иднината.